Почитувани, економските политики на Христијан Мицковски и владата на ВМРО ДПМНЕ потврлија. За прв пат, после 7 години постојан раст, сведоци сме на пат на просечната плата кај нас, намалена за 1000 денари. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, просечната месечна плата по вработен во јули годинава изнесувала 40.961 денар, или за 1000 денари помалку од платата во месец јуни, кога изнесуваше 41.939 денари. Ова не е само статистика. Ова намалување на просечната плата ги одразува погрешните политики на Мицковски и ВМРО ДПМНЕ од една страна и представува удар врз стандардот на граѓаните од друга страна. Пат од 1000 денари значи помалку пари во джебот на народот, помалку пари за храна на трпезите, помалку можности, намален квалитет на живот, понизок стандард. Политиките на владата потврлија во клучната сфера – платите на луѓето. Токму онаму каде граѓаните најмногу очекува и каде најмногу им е потребно. Наместо да потикнуваат раст и зголемување на платите, ВМРО ДПМНЕ ја враќа политиката од минатото владење, каде работниците беа ефтина работна сила. Ова намалување на просечната плата е јасен показател дека нивното економско управување не е само несоодветно, тоа е и штетно. СДСМ во изминатите години ја зголемуваше просечната плата во континуитет и во време на кризи и достигна над 41.000 денари. Во времето на ДПМНЕ во 2015 година просечната плата изнесуваше само 20.853 денари. Платата постојано растеше со СДСМ со години наназад. Во 2020 година просечната плата беше 28.294 денари. Во 2022 година беше 34.364 денари, а во 2024 година достигна над 41.000 денари. Дојде ВМРО ДПМНЕ и Мицковски и платите почнаа да паѓат. Неприфатливо е која било влада да дозволи тоа да се случи, особено кога семејствата се борат со секојдневните поскапувања. Бараме владата на Христијан Мицковски да ја промени оваа погрешна политика и да ги зголеми платите. СДСМ ќе продолжи да се бори за поголеми плати, правични плати и подобри услови за живот за сите наши граѓани. Ви благодарам.